Центарот за дигитално земјоделство представува Академија за современо земјоделско производство. Како академија представува организирана форма на стручни лица со посебен, ако имаат за цел да пренесат знаење за современи технологии во земјоделство, со посебен акцент на апликативноста и примена на дигиталните технологии. Во тој контекст би сакал да ставам посебен акцент на тимот на стручни луѓе. Се работи за високо образовани луѓе од областа на економијата, финансиите, статистиката со долгогодишно практично искуство, воедно и стручњаци специфични за земјоделството. Тоа се стручњаци во областа на далечинско мониторирање во земјоделие, понатаму примена на современи одржливи практики за исхрана на растенија и заштита на растенија и слично. Стручњаците кои што работат во Академијата се пред се од Македонија, најголемиот товар го превземаат они, но се поддржани од мрежа на стручни луѓе по специфични области како што се педологија, фитопатологија, биохемија и геохемија. Би сакал да кажам неколку зборови за стручниот тим на Академијата, Центарот за дигитално земјоделство. Се работи за високо образовани луѓе со долгогодишно практично искуство во областа на економијата на земјоделството, финансиите, статистиката, како и стручњаци од областа на специфични технологии и практики, како што се прецизното земјоделство, примена на технологии за далечинско мониторирање во земјоделството, современи практики за одржлива исхрана и заштита на растенија и слично на нив. Кадарот во Академијата е пред се од Македонија, но е поддржана од една широка мрежа на стручњаци од странство, од Европа, кои што покриваат специфични теми и специјалности од типот на биохемија, геохемија, педологија, фитопатологија. Во контекст на постигнување на висока апликативност при процесот на едукација, Центарот за дигитално земјоделско производство користи инфраструктура на современа дигитална опрема за мониторирање и управување со земјоделско производство. Оваа опрема ни овозможува да постигнеме две цели. Првата цел е пред се да му овозможиме на слушателот, на фармерот, да физички има подобра представа за каков тип на технологија се работи и на кој начин истата се применува. И втората цел, овие технологии даваат многу подобар увид за бенефитите, за корисните аспекти од примена на специфична технологија за земјоделско производство и бенефитите од користење на овие технологии во примена на конкретни агротехнички мерки за економска и технолошка оптимизација. По-конкретно за инфраструктурата би истакнал дека Центарот за дигитално земјоделство поседува флота од 3 дронови, дронови кои што се користат за мониторирање на земјоделско производство, по-конкретно за мониторирање на вегетацијата на растенијата, како и дронови за примена на агротехнички мерки. На оваа инфраструктура следат и широкиот спектар на сензорна апаратура, кој ни возможува мерење на микро и макроклиматските услови, прибирање на податоци поврзани со почвите. На ова следуваат и големиот број на софтверски апликации кои што ги користиме за анализа на овие податоци кои што доаѓаат од различни извори и од чија обработка на податоци можеме да донесеме голем број на заклучоци и воедно самиот процес на едукација да го изведеме со многу поголема повисок степен на апликативност. Дополнително на инфраструктурата која што ја поседуваме во центарот, би истакнали достапноста до современата технологија и опрема која ни е овозможена преку нашата мрежа на научни истражувачки институции во Европа. Имено преку овие наши партнери овозможена ни е достапност до лаборатории кои што изведуваат комплексни анализи на почви, на лисна маса, на води. Имаме достапност до банката за мултиспектрални слики на територијата на
целиот Балкан и други типови на инфраструктура кои што ни овозможуваат само полесно да го пренесеме знаењето, но исто така и да ги извршиме оние комплексни операции кои што го сочинуваат еден ваков едукативен процес.